Дневник на К1 во 20 часот. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа овој 26 март. Вложување во изградба на патната инфраструктура во Република Македонија. Во општина Чашка се работи посветено на подобрување на инфраструктурата. Поречи си 1 година од реновирањето на новата термоизолациона фасада во Кавадарци, станарите задоволни. Во Република Македонија се инвестира во патната инфраструктура како никогаш досега. Досега се реконструирани 55 магистрални и регионални патишта со вкупна должина од над 510 километри. Инвестиција вредна 93 милиони евра. Активностите продолжуваат и во наредниот период, потенцираше Мисајловски. Како никогаш досега, почнувајќи од 2006 година, во Република Македонија се инвестира во патната и железничката инфраструктура, во развојот на авиосообраќајот, подобрување на животниот стандард на граѓаните преку инвестиции во комуналната инфраструктура. Вложуваме преку милијарда евра само во изградба на патната инфраструктура, истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. До сега изградивме и рехабилитиравме 85 км автопатска мрежа, инвестиција од 70 милиони евра. Во тек изградба и реконструкција на 142 км автопат, инвестиција од околу 800 милиони евра. Во моментов се градат и 3 автопати, Демир Капија Смокчица во должина од 28,2 км и инвестиција од прилика 210 милиони евра, потоа автопатот Миладиновце Штип со должина од 47 км и инвестиција од над 205 милиони евра. Исто така и се работи и автопатот од Кичево до Охрид со должина од 57 км и инвестиција вредна над 374 милиони евра. Мисајловски истакна дека во тек е и реконструкција на делницата од Смоквица до Гевгелија во должина од 10 км и инвестиција од 4,2 милиони евра. До сега се реконструирани 55 магистрални и регионални патишта со вкупна должина од над 510 км, инвестиција вредна 93 милиони евра. Во тек на реконструкција си 13 регионални патишта со вкупна должина од 165 км и инвестиција од преку 48 милиони евра, меѓу кои изградба и на еден експресен пат од Велес до Кадрифаково. Работи моментално на патот Битола Ресен Буково, Ново село Маврово, Мокрино Смолари, Нов Дојра Николич, Тетово Брвеница Гостивар, Бошков мост Дебар, Делчево Голак, Мелнички мост Центар Жупа, Кривогаштани Воѓани, Лажани Црнилиште, Скопје Сончевград, Опај до граница со Косово и многу други. Активностите продолжуваат и во наредниот период, потенцира Мисајловски. Започнува реконструкцијата на 11 регионални патни правци со вкупна должина до 200 км и инвестиција од преку 370 милиони евра, меѓу кои се и изградба на 5 експресни патишта. Реконструирана исто така е и локалната патна мрежа, а се инвестира и во изградба на железницата, но и возниот парк на истата. Во период кога имаме сериозни предизвици и ризици, зголемено е превентивното присуство на полицијата на терен. МВР е со зголемено присуство во Кумановскиот и Скопскиот регион со цел да се обезбеди поголема сигурност и стабилност на граѓаните на Република Македонија, изјави министерот за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Спасовски при денешната посета на Матејче, а во врска со синокешната полициска акција одржана во Скопско-Кумановскиот регион. Не би сакал навистина да се создаваат фама или страв кај населението, заради тоа што навистина нема потреба од една таква работа. Имаме соработка со граѓаните од овој регион, ме информираше и командирот на полициското одделение за посета на населените места, разговор со граѓаните и од тој аспект мислам дека треба сите да бидат спокојни, бидејќи Министерството за внатрешни работи ги презема сите мерки кои што значат засилување на безбедносната состојба во државата. Вие знаете дека и јужниот дел на границата и северниот се прогласени за кризни подрачја, заради тоа што навистина бегалската криза е потенцијална можност за нарушување на
состојбата, бегалската криза треба да се менаџира добро. Република Македонија тоа го прави соодветно во овој период. Едната страна е да имаме навистина хуман прифат на бегалците кои што доаѓаат од југот, меѓутоа и да ја обезбедиме сигурноста и безбедноста на граѓаните. Во општина Чашка и понатаму посветено се работи на подобрување на инфраструктурата, изјави градоначалникот Панов. Тој истакна дека на повидок е уште еден нов проект кој ќе биде од големо значење за општината. Со грант од Светска банка ќе се гради дел од патот кај Горно Врановци. Завршува асфалтирањето на 11-километарскиот пат од манастирот Мокрени до Теовски уши. Иако одамна иселено, во последно време се поголем е интересот за враќање на некогашните жители, вели градоначалникот на Чашка. Во последно време има интерес за враќање на тие луѓе, пензионери, кои што ќе бидат во нашиот крај. Има интерес, да речеме, токму во тие неколку населени места, како што се Габровник, Мокрени, Ораовник, да се изградат и нови куќи од луѓето кои што некогаш се иселиле, меѓутоа и од нивните поколенија, кои што тој е еден од најубавите предели во нашата општина. Уште еден проект е на повидок кој ќе биде од големо значење за општина Чашка. Со грант од Светска банка ќе се гради најкритичниот дел од патот кај Горно Врановци, изјави Пановски. Во скоро време ќе се изгради некаде околу километар и нешто пат на најкритичниот дел од населеното место Горно Врановци. Точно е дека поголем дел е проблематичен, меѓутоа ние со грант од Светска банка ќе го градиме сето тоа и имаме аплицирано и до сите оние други организации кои што даваат средства и се надеваме дека тој пат од 4 километри ќе биде исто така завршен. Соработката која имаме со невладините организации, потенцира Пановски, е исто така од големо значење за општина Чашка. Ние и понатаму продолжуваме со работа, вели Пановски, се со цел жителите на општината да ги добијат сите услови неопходни за квалитетен живот. Поречиси една година од реновирањето на новата термоизолациона фасада во Кавадарци, станарите се повеќе од задоволни. Плаќаат помали сметки за струја поради малата бучава однадвор, животот е покомфорен. Инаку жителите од оваа зграда, освен нова фасада, добија и нов покрив, нова ПВЦ столарија и реновиран влез. Станарите кои живеат на реновираната зграда на улицата Пано Мударов во Кавадарци, поречиси една година се повеќе од задоволни од новата енергетски ефикасна фасада. Тие веќе добиваат помали сметки за струја, а поради добрата изолација бучавата од надвор се помалку се слуша, што овозможува покомфорно живење. Значи зимно време е многу потопло унатре, летно време го сетиме дека има ладноче унатре, дека температурите не се симнуваат со 6 до 7 степени, се помалце летно време, зимно време се поиќе со 6 до 7 степени, значи тие што се греат на струја е многу поубаво, не се троши струја, тие што се грееме на дрва со 2 кубика до 3 се помалце од претходните години. Освен новата фасада, станарите добија и нов покрив, нова ПВЦ столарија, како и реновирање на влезот кој претходно беше премногу руиниран. Инаку оваа зграда беше изградена во дамнешните 60 години на минатиот век. Многу поарно е. Заштитува кај прво. Не само што ние е по топло, туку и многу беше разрушена од позади. Сега е, значи, сето пастрено, чисто, нема ништо да се роне, ни ништо. А и баш тоа, потопло, поладно, поубаво да е врата, заштитена. Се чувствуваме. Потопло е каде. Јас 1000% на струја плаќам, на струја се греем. А и зимото беше топло, ама и во фасадата се познава одма. Има ефект, има. Ова беше првата зграда која минатата година го доби својот нов лик, а беше позитивен пример кој се мултиплицираше на граѓаните од соседната зграда, кои самоиницијативно ја заменија старата со нова термоизолациона фасада. Значи, програмата на Habitat е нафинансирана од Американската агенција за меѓународен развој. Тие нудат одредени услови, поволни кредитни услови за сопствениците на
станари кои што сакаат да вложат во енергетската ефикасност. Минатата година имаше 3 пријави за 3 колективни згради за домување. Општината одбра и додели една, таа е зградата на улица Пано Мударов, која што веќе е комплетирана и завршена. Условите на Хабитат за користење на овие средства беа 1% камата, 10 години рок на исплата. Проектот за комплетна обнова на ликот на зградата со енергетски ефикасна фасада е на локалната самоуправа, која партиципираше 20% од средствата, како и на УСАИД и Хабитат Македонија во согласност со станарите. За 8 дена истекува рокот за поднесување барања за легализација на изградени објекти. Директорот на Агенцијата на катастар на Република Македонија Славчо Трпевски апелира граѓаните навреме да ги достават барањата во општините. Повеќе за оваа тема ќе се разговара во новото издание на емисијата Отворено за вечерва со почеток од 21 часот. Да подсетиме дека рокот за поднесување на барање за легализација на бесправен изграден објект истекува за 8 дена, односно на 31 март 2016 година, и ги повикувам сите граѓани кои што немаат поднесено барање за легализација во оној период кога се поднесува од март до септември 2011 година, овој дополнителен рок да го искористат и до општините да си поднесат барање за легализација на својот бесправен изграден објект. Оние граѓани кои што се приматели на социјална помош, лица со ниски примања до 168.000 денари бруто, треба да дојдат до катастарот и да поднесат барање за бесплатен геодетски елаборат. Кон барањето треба да приложат, доколку се приматели на социјална помош, потврда од Центарот за социјална работа, доколку се работи за граѓани кои што се со ниски примања, треба потврда од управата за јавни приходи, и катастарот ќе излезе на лице место и ќе направи бесплатен геодетски елаборат. Рокот за оваа работа за сите барања што биле поднесени во 2011 година за легализација на нивната градба, рокот за изготвување на геодетски елаборат од страна на катастарот истекува до крајот на оваа година, а оние што сега топрва ќе поднесат, значи овој рок сега што е нов, истекува во 2017 година. Во дневникот во 16:30 колешката Елица Радевска имаше директно вклучување каде разговараше со актерот Васил Зафирчев по повод Светскиот ден на театарот. Со премиерна изведба на представата Старицата од Калкута, Велешкиот театар ќе го одбележи овој ден. Да погледнеме дел од разговорот. Станува збор за театарска постановка работена според расказите на еден од најпознатите, најизведувани, најпровокативни израелски автори Ханок Левин во режија на режисерката Софија Ристевска Петрушева, која е режисер вработен во ансамблот на нашиот театар. Во представата играат покрај мене Кети Борисовска, Слободанка Чичевска, Фаик Мефаиловски, Славица Манаскова, Жарко Спасовски, Италија Настова. Станува збор за представа која жанровски е дефинирана како чиста гротеска, со многу карикатурални ликови, но од друга страна е богат и со многу мотиви од вариететните форми на театарските жанрови, како што се мюзиклот и кабарето. Во секој случај станува збор за представа која што ја потенцира таа основна тема и порака која произлегува од расказите на Ханок Левин, а тоа е политичката сатира и острата критика на процесот на глобализацијата, особено на капитализмот, заради кој што современиот човек се чувствува осамен, отуѓен, со недостиг на љубов и сочувство и со неможност да оствари адекватен социјален контакт со себе си и со другите. Како што најавивте и вие, токму со оваа премиера ќе го одбележиме Светскиот ден на театарот 27 март, заедно и со представувањето на интернационалната и националната порака кои што годинава ги напишаа светски познатиот режисер од Русија Анатолиј Василјев и нашиот познат македонски режисер Бранко Ставрев. Со оглед на тоа што премиерната изведба подразбира и протокол и доста наши гости кои утре ќе присуствуваат. Јас ги поканувам сите оние кои не успеат да дојдат до билети за премиерата да го направат тоа за првата реприза која што е закажана во вторник на 29 март, исто така со почеток од 20 часот. Велешанката Родна Јанчева го промовираше незиниот прв роман Детето со променет идентитет. Животна приказна за посвоено момче е само една од многуте ситуации со која вторката се сретнувала во текот на незиното работење како социјален работник.
Детето со променет идентитет е насловот на првиот роман на велешанката Родна Јанчева. Роман кој го отсликува незиното работење за време на распадот на Југославија па се до денес. Интересна и актуелна содржина која вреди секој љубител на книгата да ја прочита, вели Гаврилова. Интересна и актуелна содржината, иако го опфаќа периодот од 1973 година, распадот на Југославија, и завршува во поново време, станува збор за романот Детето со променет идентитет. Има толку многу психолошка драма со емотивен заплет и расплет, што оставам на читателската публика да автентично го доживее самиот роман. Вистинска приказна преточена во роман, животната приказна за посвоеното момче е само една од многуте ситуации со која авторката Јанчева се сретнувала во текот на незиното работење како социјален работник. Се сретнував многу често со социјални драми, така кажано, проблеми на семејства. Тоа е всушност и работата на социјалниот работник. Една таква приказна е овековечена во овој роман. Како што кажав, тоа е вистинит настан за едно посвоено дете, кое што со текот на времето, не знаејќи дека е посвоено, му е променет идентитетот и тој успева да ги најде своите родители, своите сестри и понатаму ќе оставам читателите да продолжат и да осознаат што се случува. Јанчева вели дека подготовките за незиниот втор роман веќе се при крај и очекува во скоро време истиот да биде отпечатен. Полна со инспирација и искуства од животот, Јанчева вели дека и понатаму ќе продолжи да пишува. Активистите од Сдруженијето на граѓани Обезбеди живот бараат одговорен и хуман третман кон животните кои се користат за превоз со запрежни коли. Тие повикуваат што повеќе да се води грижа кон животните со цел да им се помогне, но и да се заштитат граѓаните. Сдруженијето на граѓани Обезбеди живот со иницијатива за заштита на животните поради неодговорниот третман од нивните сопственици на јавна површина во близина на економското училиште во Велес пронајде неугинат млад конј. По увидот на ветеринарните служби утврдено е дека глад е причина за смртта. Според активистите од Сдруженијето, вакви неправилности се честа појава во Велес. Тие се повикуваат на Законот за благосостојба на животни. Ова појава до сегашно едноставно се пролекуваше, меѓутоа повеќе нема да дозволиме. Собствениците на коњи имаат одговорност согласно Законот за благосостојба да постапуваат хумано, одговорно. И се разбира, Агенцијата за храна и ветеринарство го пропишува тоа правило. Коњите кои собствениците ги користат за превоз со запрежни коли задолжително мораат да бидат евидентирани во регистарот на Агенцијата за храна и ветеринарство, вели Васков. Најверојатно ова ќе биде еден почеток за да отпочнеме еден таков процес, бидејќи доволен показател што не знаеме што се моментално мине низ градот. Друго ќе биде кога ќе бидат ставени во регистарот на листата на здрави животни и болни животни. Тогаш ќе биде она контрола во градот на превоз на превозници со здрави животни. Од Сдруженијето Обезбеди живот информираат дека во координација со надлежните служби во идниот период преку едукативни и разни механизми на пристап ќе се обидат да е промената оваа појава, се со цел да им се помогне на животните, но и да се заштитат граѓаните. Во 2 часот по полнок започнува летното сметање на времето. Во транзитниот центар Табановци е префрлени 237 мигранти. Вестите од Македонија во продолжение. Во 2 часот по полнок ќе започне летното сметање на времето. Стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час понапред и ќе биде 3 часот. За прв пат сметањето е воведено во 1917 година во северот на Европа, додека на почетокот на 70-тите години на минатиот век се применило и во Западна Европа. Во образложението за преминувањето од зимско во летно сметање на времето стои дека се овозможува заштеда на електрична енергија, се зголемува продуктивноста на работната сила, се подобрува прилагодувањето на луѓето и работниот ден станува поефикасен. Сончевата светлина ја има до доцна во денот, односно се пролонгира завршувањето на денот и почетокот на утрото,
кое се смета со изгревање на сонцето. Летното сметање на времето во 2016 завршува на 30 октомври во 3 часот со поместување за 1 час наназад. Мигранти од Сирија и Ирак, кои повеќе од 3 недели се наоѓаат на граничната линија помеѓу Македонија и Србија, вчера се префрлиле во транзитниот центар, соопшти координаторот на транзитниот центар Табановце, Горан Стојановски. Од нив 42 изразиле желба да заминат во транзитниот центар Вино-Југ, така што посочи тој, оваа група со воз се префрлени кон Гевгелија, а оние кои останале во транзитниот центар Табановце се сместени во монтажни објекти и шатори. 1038 мигранти остануваат во центарот на Табановце. Убиен е член на обезбедувањето на белгиска нуклеарна централа. Во Сирија во војната се убиени најмалку 255.000 луѓе. Предупредување за можни терористички напади во Турција утре, кога е католичкиот Великден. Ова се вестите од светот. Убиен е член на обезбедувањето на белгиската нуклеарна централа Тијанж во градот Шарлроа во Белгија, а неговата идентификациона картица е украдена, тврди денеска бриселскиот вестник Дерниер Ер, повикувајќи се на локални полициски избори. Чуварот е убиен во четвртокот додека го шетал кучето. Ова злосторство медиумите целосно го игнорира, но денеска локални полициски извори потврдиле дека неговата идентификациона картица, која овозможува пристап до централата, е украдена, наведува вестникот. Пред 2 дена, медиумите во Белгија пишуваа дека бриселските бомбаши самоубици Халил и Ибрахим Ел Бакрауи планирале и напад на белгиската нуклеарка, но го промениле планот откако е уапсен нивниот соучесник Салах Абделсам. Дерниер Ер наведе тогаш дека минато неделното апсење на Абделсам, главен осомничен за нападите извршени во Париз во ноември 2015, ги забрзало плановите на терористите. Во Сирија во војната се убиени 255.000 луѓе, а според некои извори, животите ги загубиле 500.000 лица, изјавил генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун за време на посетата на либанската престолнина Бејрут, пренесе ТАС. Тој повикал на што поскоро ставање крај на судирите и укажа на улогата која Русија и Соединетите Американски држави ја играат во напорите да се дојде до мировно решение. 4 милиони сирийци избегале, а на уште 12 милиони внатре во земјата им е потребна хуманитарна помош, потенцирал Бан Ки Мун, додавајќи дека половина Сирија е во урнатини, бидејќи над 50% од инфраструктурата е уништена. Предупредување за можни терористички напади во Турција утре, кога е католичкиот Великден, денеска издаде главната дирекција на турската полиција, соопшти турската телевизија NTV. Во соопштението на полицијата е посочено дека членови на терористичката група Исламска држава може да подготвуваат напади во Турција, поконкретно на места каде што се собираат христијани околу цркви, како и во реоните на конзулатите и амбасади на странски мисии. Полицијата ги повикува сите турски и странски државјани во земјата да бидат исклучително предпазливи. Со 25:24 коментарите на Вардар ја совлада екипата на Висла во реванш дуелот во осмина финалето од Лигата на шампионите. Екипата на Фени Индустрија забележа третата победа поред во кошаркарската прва лига, совладувајќи го Гевгелиски Кожув на гостински терен. Спортските вести во продолжение.
Екипата на Фени Индустрија забележа третата победа поред во кошаркарската прва лига, совладувајќи го Гевгелиски Кожув на гостински терен со 87:72. Кавадарчани го откажаа тимот на Кожув од трката за пласман помеѓу четирите најдобри, откако синоќа славеа на гостувањето во Гевгелија, па во преостанатиот дел од шампионатот ќе бркаат подобра стартна позиција во плејофот. Домакините само во првите 10 минути беа рамноправен противник, за потоа да следи целосна доминација на избраниците на Малинков. Предводен од одличните и Велја, Враговиќ, Стајиќ и Николовски, од минута во минута Фени го зголемуваше водството и на крајот заслужено ја забележа 14-тата победа во досегашните 22 кола. Во тимот на Кожув се почувствува отсуството на бекот Нешковиќ, посебно во организацијата на нападот. Наефикасни кај поразениот Кожув беше Вајт со 12 и репрезентативецот Ѓуровски со 11 поени. По двете гостувања во серија во наредното коло, Фени конечно се враќа во Јасмин, каде што го очекува ново дерби, и тоа против Куманово во директна пресметка за третата позиција на првенствената табела. Македонската репрезентација до 21 година патува за француски Леман, каде во понеделникот 21 часот го играат квалификацијскиот надпревар против Франција за пласман на Европското првенство. Селекторот на младинската фудбалска репрезентација, Благоја Милевски, вели дека надпреварот со Исланд е зад нас. Сега целиот фокус е насочен против фаворитите во групата. Милевски потенцираше дека фудбалерите во Леман одат за да се надиграат. 17-та победа сезонова за Металург, откако денеска на домашен терен ја совлада екипата на Прилеп со 28:22. Екипата на Прилеп се наоѓа на третата позиција на табелата и со овој пораз од Металург ја пропушти шансата да се качи едно место погоре. Најефикасни нови надпревар беа Матич со 5 голови од екипата на Металург, како и Секолик со 4 голови од екипата на Прилеп. На овој надпревар одлична партија покажаа и голманите на двете екипи. По 17 одиграни кола во ракометната Суперлига, екипата на Металург се наоѓа на првото место со максимален број на бодови, додека екипата на Охрид е на второто место, благодарение на победата над екипата на Прилеп во минатото коло. Футсал репрезентацијата на Македонија одигра 2:2 на вториот пријателски надпревар против селекцијата на Босна и Херцеговина. По триумфот од 3:2 на првиот тест, овој пат избраниците на новиот селектор Иван Божовик спасуваа пораз. Босанците поведоа со голот на Мартин Шуњих во 9-та минута од средбата, а најголемите возбудувања се случуваа во самата завршница. Во 36-та минута Срѓан Ивановиќ го зголеми водството за Босна и Херцеговина на 2:0, но Македонија сепак успеа да стигне до Рими. Во 39-та минута бразилецот со македонски пасош Даниел де Соуза намали на 2:1, а на 20 на секунди до крајот на мечот Дарко Ранготов постигна и гол за израмнување. Селекцијата на Бугарија, која на 29 март ќе биде следен ривал на Македонија во Скопје, оствари одличен резултат совладувајќи ја на гостински терен фаворизираната Португалија со минимални 0:1. Бугарските фудбалери одиграа храбар меч во кој стигнаа до водство во 19-та минута, откако Марселињо ја искористи несмастоста на Пепе и ја смести топката во мрежата на Португалија во дебито на бразилецот Тото Лудогорец за бугарскиот национален тим. Португалците имаа неколку одлични можности, а најубавата ја промаши Кристијано Роналдо, кој во второто полувреме не реализираше пенал, откако Стојанов извонредно го сопре неговиот удар од белата точка. Роналдо во 86-та минута имаше уште еден зицер кога се најде осамен на вториот директ и биеше со глава, но Стојанов уште еднаш успеа да го запре еден од најдобрите голкетери на денешницата. Утре не очекува променливо облачно време со слаби локални врнежи од дожд. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион.
И уште едно подсетување за крај. Однокеска започнува летното сметање на времето, затоа немој да заборавите да ги поместите стрелките на часовникот 1 час напред. Ова беше и последната информација за вечерва. Ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.